Во рамките на проектот Справување со загадувањето на воздухот денеска во ресторан Грација се одржа првата форумска сесија. Целта на форумските сесии во рамките на овој проект е да се овозможи активно учество на граѓаните, кои ќе дискутираат за изворите на загадување на воздухот во нивната општина, за мерките кои општината ги превзема за унапредување на квалитетот на воздухот, како и да се презентираат дополнителни акции кои општината може да ги реализира за подобрување на квалитетот на воздухот. Проектот Справување со загадување на воздухот е дел од програмската рамка на UNDP, финансирана од Шведска. Проектот го имплементира програмата за развој на Обединетите нации во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање и општините Кавадарци, Куманово, Гостивар, Струга и Струмица. Афродита Зенделска, професорка на Факултетот за природно-технички науки во Штип, вели дека по спроведените мерења во 5 општини биле дефинирани 6 извори на загадување: согорувањето на биомаса, односно домаќинствата, сообраќајот, согорувањето на оган на отворено и отпад, согорување на мазут и нафта, изворот минерална прашина и секундарните аеросоли. Најчист воздухот е во месец јуни. Всушност мај, јуни, јули и август е под или околу дозволената граница од 25 микрограми на метар кубен, додека останатите периоди септември па некаде до март, април веќе имаме надминување и најголемо надминување ни е во декември и јануари. Мерки има креирано почетни, но целта на овој форум е да овие мерки ги предложат, да и бидат представени на граѓаните да предложат други мерки, да избереме на овој форум заедно со граѓаните мерки, па понатаму во вториот форум да се гласат оние мерки кои што се најсоодветни, кои што се најдобри за оваа општина. Општина Куманово има план за квалитет на амбиентен воздух и е една од првите општини која со собствен буџет има изреализирано таков план, одобрен од Министерството за животна средина и за здравство, а усвоен од Советот на општината, изјави Александра Георгиевска Протич од Оделението за животна средина во општина Куманово. Во планот имаме предвидено мерки на кои работи општината со кои се справуваме со квалитет на воздух. Во самиот план пишува дека најголем удел во загадувањето е се домаќинствата, биомасата, така да мерките во планот најголем дел се предвидени и одат во таа нас. Чи општина Куманово може да се пофали како една од општините со најголем буџет во однос на аерозагадувањето. Ова година и наредната општина Куманово ќе одвои од својот буџет 10 милиони денари за да го кофинансира овој проект, коен или донација од шведската амбасада и секако во соработка со UNDP. И одиме во таа насока да самите граѓани ги одберат мерките кои ќе бидат превземени. Куманово спаѓа во групата на општини кои издвојува најголеми средства во борба против аерозагадувањето, но морам да признаам дека ние тука имаме и ресорно Министерство за животна средина, кое нечесто финансиски се вклучува во вакви проекти. Наша интенција е секоја година да ги зголемуваме овие средства и дополнително да бараме нови донатори со грантови, каде што тие средства ќе ги вложуваме во краткорочните, но претежно во долгорочни мерки во борба против аерозагадувањето, изјави градоначалникот Максим Димитриевски, потенцирајќи ги долгорочните мерки, гасификацијата и дополнително озеленување на градот. Нашите долгорочни мерки во борба против аерозагадувањето се гасификацијата на градот и дополнително озеленување на градот. Веќе од следниот месец ќе отпочнеме со акции за пошумување. Имаме обезбедено некаде 10.000 високо квалитетни листопадни садници, брзо растечки, кои што планираме да ги засадиме во одредени зони и да направиме зелени зони во градот, но при тоа ќе апелираме до граѓаните да ги сочуваме, бидејќи првите 1000 кои што ги засадивме до овој момент не обстана ни 1/3 од вкупниот број на садници кои што ги засадивме. Или беа уништени, или беа ограбени за жал. И жално е што имотот во кој што инвестира општината, тргнувајќи од урбаната опрема и голем број на инвестиции, се уништува од страна на голем број на несовесни граѓани и веќе имавме
состанок на локален совет за превенција, каде што разговараме со сите релевантни институции на локално и на централно ниво како заедно да се бориме со тоа, а при тоа добро ќе ни дојде и помошта од граѓаните за пријавување на таквите случаи, бидејќи сами не можеме да постигнеме ефект. UNDP заедно со општината предвидуваат финансиски средства во износ од околу $340,000 за поддршка на една или повеќе конкретни мерки кои ќе придонесат за подобрување на квалитетот на воздухот и квалитетот на животот на граѓаните во општината. Форумот на заедниците предвидено е да има 2 сесии. На втората сесија пред граѓаните ќе се представат неколку конкретни мерки со цел да се одберат најсоодветните кои општината заедно со UNDP ќе може да ги спроведе во текот на 2025 година.